Во склопот на циклусот од последните изданија на емисијата Ние и градот, каде зборувавме за уметноста. И сега ќе ви прикажеме една доста невообичаена уметност. Уметност во која креативноста на уметникот е изразена во крајна линија, каде од ништо, буквално од обично стакло, шише, конец или друг безвреден материјал, се прават многу вредни и скапоцени предмети и сувенири. Почетоци за изработка на овие интересни предмети и со што започна? Овие почетоци датираат од многу одамна, уште кога завршив Висша педагошка академија и останав без работа и немаше што да правам и почнав слободно време некако да си го пополнувам на тој начин што почнав да изработувам едни интересни шишиња со восок техника и од која направив многу, почнаа на мајка ми да изсметат и го заземаа слободниот простор во домаќинството, дома уствари, и почна таа да ги продава. Кога ми ги донесе првите пари, сватив дека на тој начин можем да заработувам, тоест да добивам некој џепарац, со кој што ќе можам да задоволам некои своји одредени потреби. Инаку самата идеја ми дојде од една италијанска емисија, каде што гледав како се изработуваат тие сувенири. Меѓутоа, таму самата техника на изработка на тие шишиња беше сосема спротивна. Ја пробав таа техника, меѓутоа не ми се допадна и почнав вака капка по капка да ги капнувам. И тоа се моите првите почетоци. Потоа почнав да комбинирам разни бои од цвеќе, така да интересни спадна шишињава. Што најчесто изработуваш? Бидејќи сега асортиманот ми е многу голем, моментално се задржувам на макраме техника и на гравирање. А тоа е претежно изработка на накид и гравирање на стакло. Среќаваш ли со некои проблеми? Од каде црпиш инспирација, од каде информации за овие интересни предмети? Самата инспирација ми ја има сегде. Така да не пресушен изворот од каде што црпам информации и инспирации, а информациите ги добивам од интернет. Проблемите со кои што се среќавам, моментално тоа е нелојалната конкуренција, бидејќи знаеме дека на пазарот има производи кои што се носат од Кина со многу ниски цени. А овие предмети што ги изработувам јас се рачно изработени, така да носат и некоја повисока цена, што на нашиот народ му се премногу скапи, за да може да си ги
Соработуваш со некои наши продавници за сувенири за да ги продадеш твоите предмети? Да, секако дека соработувам и имам изложувано некои од моите производи во Кетрин, во Диор, парфимерија Диор. Потоа имам носено во Скопје во една парфимерија и имам соработувано со еден бутик во Бугарија. А инаку моментално понуда од една наша модна креаторка која работи во Франција за изработување на накит. Дали меѓу граѓаните во Делчево има заинтересираност за овој вид на уметност? Бидејќи се уште не сум, така да кажам, видлива за поголемиот број на граѓани, 100 сограѓани, така да не би можела да ви кажам. Меѓутоа, оние кои ги имат видено моиве производи, има интерес кај нив. Повеќе за техниката гравирање. Од кога започна да се занимаваш? Самата техника гравирање ја започнав сосема случајно од професорот Лјупчо Филипов, кој на некој начин ми ги откри основните тајни на кој начин треба да започнам јас да гравирам. Мене тоа многу ми се допадна и почнав, ја купив прво машинкава, која што бучи како да си не заболекар, и сите околу мене им правам бучава и бегат, така да просторот кај што треба да работам ми е скратен, така да бучавата е голема. А инаку самата техника ја изобилува со многу голема прецизност, треба да се има осет, треба да се има, како да кажам, еден вид натрпение, бидејќи се работи за ножеви кои што ако немаш трпение, ако не внимаваш, може да се случи на самиот крај да ја упропастиш целото гравирање. Дали имаш умилен предмет или умилено шише, пример што си го Умилено сработил? шише ми е оваа црвеново, кој го гледате во моментов. Таа ми е едно од најумилените предмети што ги имам изработено. А инаку моиве предмети претежно ги поклонува, така да, бидејќи сум најчесто без работа и кога ќе ме поканат на роденденски забави, обично носам мои производи. Дали некој производ што си го продала и ќе се јави после некој ајде ми направиш истото такво? Повеќето гледам моиве производи да не се сериски, него секој да биде уникатно. Различно, значи. Да. И затоа и да сакам да го направам истото не би можел. Особено кога се работи за шишиња. Исто така се сврзани со една средба со Светлана Цацко Ноја, која што ми овозможи да бидам член на едно штипско здружение. Тоа се вика Центар за пермакултура и мироградба, кој што центар потоа ми овозможи посета на одреден број на семинари, каде што ја запознав многу луѓе и разменив доста информации, од кои што можев да црпам и да го збогатувам мојот асортиман. Инаку имам исто така соработка и со едно српско здружение, тоа се вика Фелиситас. И во тоа здружение сум позната како copy-paste. Ради тоа што ако видам некој изработен сувенир, веднаш земам и го правам. Така да со една господја од Бор имаме слични производи, може да се каже. Инаку имаме учествувано и на доста проекти, така попознати проекти на кои што имам учествувано преку Центарот за мироградба и пермакултура од Штип,
се Пенелопа и проектот Традиција и тренд, каде што претежно имавме модна ревија, каде што сите модели беа изработени рачно, значи имаше ткаени материјалите беа ткаени, се шиеше рачно, додатоците беа рачно изработени, така да јас и една друга девојка од Кочани бевме задолжени за изработка на накитот. Сето тоа можете да го видите на веб страницата на Центарот за пермакултура и Мироград Балтштип. Сања, колку време ти треба за да направиш едно шише? Во зависност од самата техника која што ја изработувам на шишето, ми треба и различно време. Например, овие шишења што ги правам со восок, за едно шише, дали ќе биде во една боја или ќе биде во повеќе бои, ми треба 1-2 сати само за да го накапам восокот. Додека после тоа следува лакирање, сушење, така да за едно шише минимум ми треба 4 сати, може да се каже. Додека за гравирање ми треба многу помалку време, значи 1 сат време, ради тоа што прво го цртам шишево и после тоа гравирам. Во зависност од тоа дали ќе има релјеф на самото шише, дали ќе треба да постојат некои си одредени сенки или нешто друго, зависи и времето. Како еден од основните планови кои што ги имам зацртано во глава и кои што сакам да ги остварам, тоа е да на некој начин со помош на локалната самоуправа и со поддршка од невладиниот сектор и со информирање на самиот граѓански сектор во Делчево да се отвори една сувенирница во Делчево каде што ќе може да најдат производи од повеќе изработувачи на ракотворби, така да не се среќаваме со одредени проблеми кога ќе ни дојде некој странец за да побара нешто како сувенир од Делчево, да нема што да му понудиме. А инаку исто така ми е идеја да со соработка со невладиниот сектор, со организациите од невладен сектор, да направиме едни креативни работилници каде што младите би се запознаеле со старите изумрени занаети како што се ткање, везење, плетење, макраме и други техники. Воодушевија овие украсни предмети и сувенири што со голема посветеност и љубов ги прави оваа уметничка. Сигурно посакавте во Делчево да има едно вакво место од каде би можеле да си купите еден ваков украс за вашиот дом. Може би желбата и сонот на Сања ќе станат стварност во скоро време, што искрено и го посакуваме и ние. Пријатно до следниот четврток.